Точно е 19 часот и 58 минути. Ја следите емисијава на Радио Македонски корени со вашите домакини Јони и Бети Треновски. Почитувани, во наредниве минути ќе ни се придружи господја Дафина Стојановска, пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН и член на извршниот комитет на партијата, како и заменик координатор на пратеничката група од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата. А од минатото гостување, нашите слушатели и гледачи ја прогласија и за македонска лавица во Македонското собрание. Инаку мора да ви кажеме дека ние пораката до Дафина ја испративме пред околу 3 часа и на наше, но и на ваше задоволство ја прифати нашата покана. Се надеваме дека се ќе биде во ред со линковското повразување. Се гледаме, верувам и се слушаме. Господја Стојановска, добро ви утро и добро ни дојдовте и денес на Македонски корени. Добро утро од Македонија, кај вас треба да биде добра вечер, не? Так. Така, ви благодарам, драго ми е ако навистина моето прво, односно предходно гостување во вашата емисија навистина побудило добри реакции кај вашите следачи, така да еве и драго ми е што и денес те успеавме, иако за краток временски рок, ама да се договориме и повторно да бидам ваша гостинка. Честа е навистина и моја. Ние досега не кажавме на нашите слушатели и гледачи дека ќе гостувате, бидејќи немавме одговор, затоа што пред 3 часа ве контактиравме. Ево, добро утро од мене, господја Стојановска, ви благодариме што прифативте нашава покана, иако, како што реков, ве испративме само пред 3 часа. Најнапред, јас и Бети сакаме од наше име да ви го честитаме јубилеите 35 години од формирањето на ВМРО ДПМН и 129 години од создавањето на историското ВМРО. 32 се на ВМРО ДПМН. 32, не 35, да. Ви благодарам. Така. На ова ваше кратко гостување сакаме да проговориме за францускиот предлог кој власта го криеше ко змија нозете, но вие од партијата, поточно Антонио Милошевски, објави дел од тој француски предлог. Имате ли вие информации што всушност содржи тој договор? Па така, власта како и за се останато што се однесувало за овие преговарачки рамки, дали со Бугарија, дали претходно го знаеме и процесот до постигнувањето на договорот со Јужниот сосед, секогаш ги криела до последен момент, односно до се додека можела да го сокрие она што намерата што ја имала, така и овој пат се случи да крие. Вие знаете дека на инсистирање на пратеничката група на почетокот на оваа година го, како да кажам, дури како да го принудивме министерот за надворешни работи да дојде во собрание да даде отчет пред пратениците за таа, тогаш нели се зборуваше за некој си пакет од 4+1, 5+1 договор со источниот сосед, но тој точно дека дојде во собрание, но толку дрско и арогантно тогаш ни порача секој поединечно да му одиме кај него нагости во министерство, па на секој поединечно ќе ни кажувал за што се работи, па имаше изјави од типот дека кога тој ќе процени дека треба да се обзнани во јавноста дека за нешто може да се седне да преговара, тогаш ќе им соопшти на пратениците, а во суштина пратениците се целиот македонски народ, така да не може тој да си го има тоа ексклузивно право, тој да проценува кога ќе смета дека нешто што се преговара со Бугарија е стигнато до точка да може да му се соопшти на народот. Јас сметам напротив, а особено затоа што тие велат дека се транспарентни, отчетни демократи, треба за секој чекор, ако воопшто се прави чекор напред, ние гледаме дека сме дојдени многу назад сега со ова последново, дека секој чекор треба да му се соопштува на народот, затоа што се работи за неговата судбина, за неговото минато, за неговата иднина и гледате докаде не доведува. Така да сега сето она на што ВМРО ДПМН предупредуваше уште од 2017, ова беше првиот договор кој што го потпиша тогаш најсвежата власт, нели, на 1 јуни започна со владење Зоран Заев. Значи предупредувавме уште тогаш. Имаше една комисија за надворешна политика која се одвиваше зад затворени врати, на која што присуствуваа моите колеги, мислам дека беа Илија Димовски, Антонио Милошевски, Емил Димитриев, Никола Поповски, на која што сите предупредува. Многу добро го предупредија тогашниот премиер Зоран Заев дека ако го потпишат тој и таквиот договор ќе дојде до ова. И еве дојде.
Тоа е тоа. Ова е само резултат на лошото водење на дворешната политика од нашите политичари, зашто најмногу ги обвинувам нив. Значи, тие буквално не само што не тргнаа од маса, ни ги тргнаа столчињата, значи не сме седнати веќе на маса. До толку го понижија македонскиот народ, и ова е прв пат, како и многу работи што и се случиле на Македонија, ова е преседан, еден договор помеѓу две земји, значи билатерален договор, да станува услов и да влегува во преговарачката рамка за влез во Европската Унија. Еден пример нема ваков каде што ова е дозволено, ама ова е сето благодарение на онаа политика која што ја водија Бујар Османи, да не го изумиме и Никола Димитров, ниту тој не сме да се иземе од ова, иако сега гласно говори и критикува. Тие се сите кои што го исчекорија овој пат до оваа бездна каде што сега се наоѓа Македонија. Так. Господја Стојановска, како ќе постапи вашата партија по однос на овој предлог и кои чекори ќе ги преземете за да не дојде до она што никој не го посакува освен оние од власта, а тоа е впишувањето на бугарските барања во преговарачката рамка? Јас мислам, сигурна сум дека и вие и вашите следачи ги следате емисиите во Република Македонија, така да се надевам дека има можност да го следат последното интервју на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, каде што чинам тој ден се случи да ова многу лоша вест се обзнани, и уште веднаш тој кажа дека ова е крајно понижувачки за Македонија, и ако ова е услов од Македонија некогаш или никогаш, или не знам, многу ова е далечен пат, верувајте дека на секој чекор ние ќе бидеме стопирани, ќе имаме нови барања, и овде нема да зависи нашиот влез во Европска Унија од Европска Унија. Овде парав ќе става само источниот сосед, никој друг. И председателот Христијан Мицкоски уште завчера кажа дека ваков предлог, непристоен предлог, никогаш нема да биде прифатен од страна на ВМРО ДПМН како партија која што се грижи, за жал можеби е единствената од партиите во Република Македонија кои што се грижат за македонскиот национален интерес. Сите останати гледаме дека го ставија на распродажба. Така да одбиваме вакво нешто. Ова не е цена, ова е крајно непристоен предлог, понижувачки до бескрај. Така, денес ќе се одржи закажаниот протест пред владата. Како протекоа припремите и дали имате најави од други опозицијски политички партии, но и од непарламентарни партии и граѓански здруженија да ви се приклучат на овој протест? И колкава е бројката која ја очекувате денес? Јас искрено очекувам да има многу народ, иако некогаш бројноста на народот не е многу битна, колку што е битна енергијата, односно во овој случај јас очекувам да го има револтот и пркосот кај граѓаните на Република Македонија, точно дека овој протест, овој сенароден протест или голем митинг го организира ВМРО ДПМН како партија, но на него се добре дојдени сите кои што барем малку се чувствуваат понижени, потиштени, обесправени, осиромашени, оплячкани, без разлика на партиска, верска или било каква друга припадност да ни се придружат. Денес е денот кога мора на оваа влада да и се стави до знање дека на вистина претера, дека е доволно со се што ни приреди изминативе 5 години, а започнуваат и шестата, мислам дека ќе е премногу ако им дозволиме уште да продолжат да се коцкаат со нашите животи и со нашата иднина. Затоа очекувам присуство на сите кои што бар малку имаат од овие 1000 или би рекла милион причини за револт кон оваа власт, да си најдат барем една минимум и денес да дојдат достоинствено да го покажеме нашиот пркос и нашето незадоволство од сето ова што ни го приреди актуелнава власт. Какви пораки ќе испратите од протестот и дали имате некоја порака да испратите додатно до македонската јавност на помалку од 8 часа пред официјалниот почеток на протестот, доволно време за оние кои се уште се колебаат? Да, јас утрово имав еден статус на мојата Facebook страна во текот на изминативе недели, колку што времето ми дозволуваше, бидејќи сигурно можевте да бидете сведоци дека собранието е, да не речам, во постојана активност, не држат таму и до 3 часот изутрина или до 10 часот навечер. Значи, колку што тоа времето ми го дозволуваше, успеав да посетам добар дел од
општинските комитети, месните комитети на нашата партија и секаде испрачав пораката дека денес никој не може да го замени нашето присуство пред владата на Република Македонија, да не дозволиме уште веднаш после завршувањето на митингот на некој да му биде навистина многу криво што учествувал овој настан. За мене овој вечерашен митинг е историја која што ќе се впише со златни букви во борбата за навистина една успешна и просперитетна Македонија, а не за ваква поразена, губитничка, понижена Македонија, каква што ни ја направи оваа актуелна власт. Затоа ги повикувам сите, имаат време, Македонија е површински мала држава, можат да пристигнат до Скопје на било кој начин, има организиран превоз од сите градови и села на Република Македонија. Сите се добре дојдени да ни се придружат во оваа борба за отпочеток на падот на оваа криминална и мафијашка власт. Господја Стојановска, знаеме дека сте презафатени денес, имате уште малку време да ги дозавршите евентуално некои недозавршени работи. Сепак би поставил уште едно прашање. Се испаши ли премиерот Ковачевски од гласот на народот, но и од неговите коалициони партнери, за утре ја закажа коалицијската средба да побара гаранција за неприфаќање на предвремени парламентарни избори? Јас мислам дека премиерот Ковачевски е исплашен уште од првиот ден кога стана премиер на оваа држава, затоа што многу пати имам кажано, тој е октроиран тука. Тој не е човек кој што навистина го изодел патот до оваа навистина престижна функција, битна функција, но како ја води видовме. За првите 100 дена владење тие успеа да направат само криминални тендери вредни преку 200 милиони евра, да не дозадолжат уште повеќе, така да ви кажав, тој не само што е исплашен од првиот ден, тој утре она што го превзема му е многу доцна. И се што би презел од утре понатаму ќе му биде предоцна за било што. Народот веќе не му верува ниту нему, ниту на неговата партија и затоа подобро е од утре тој да почне да се подготвува како барем малку на некој подостоинствен начин да се откаже од това на што е назначен да го прави или едноставно да се повлечат, им се распаѓа коалицијата, немаат веќе верба едни со други, едни меѓу други. Време име да си признаат дека навистина е премногу од нивна страна и дека треба да си се повлечат. Доколку повторно на тоа не се нафатат, тогаш следува повторно потсетување од страна на народот и нели се додека тие на ова не се одлучат, ние нема да отстапиме. Така, господја Стојановска, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме успех во намерите, сите вакви делувања и укажувања на да бидат нели успех за сочувување на Република Македонија. Време е да се свести секој македонец што и се случува на Македонија и македонскиот народ сплотено да делува на предавствата и уцените, а ние ќе ви посакаме само истрајност и убав викенд. Чувајте се, пријатно до слушање и до видување во некоја наредна емисија на Македонски корен. Ви благодарам многу. Јас сум убедена дека вашата поддршка ќе се чувствува вечерва на просторот пред владата на Република Македонија и едноставно оваа борба е и за вас, без разлика што сте далеко од нашата Македонија. Бидете и вие добри и благодарам уште еднаш што ми овозможивте да ја поздравам вашата публика овој важен ден за сите нас. Ви благодариме. И секој добро. Се најубаво.